Не ни е нас виновна теја што доаѓа или јаца џева. Виновен е тој што ги вика и тој што ги слуша. И мене да ме викнат, не знам, во Африка да пеам, кој сака нека ме слуша да ме. Ја ќе појдам, ќе земам пари, ќе си пеам моите песни, ќе си заминам. Ние да останеме доследни на она што сме, на она што е наш, музиката е наш идентитет, како што кажав, не може моја колешка квалитетна или колега влегува во првата песна, влегува во ресторан, сама почнува со српска музика. Зошто бе, тоа е Македонија, бе, како можеш? Так. Јас ќе повторам, да слушнат сакам и нашите гледачи. Верувајте ме, безпрекорно ја ценам секоја музика, поособено од музиката од поранешните балкански држави. Јас детството мое имам половина роднини ми се Белград и Сомбор. Сум го поминувал таму по 2-3 месеци, сум слушал музика и толку многу ја сакам и немам ништо проблем и јас да седнам и да запеам српска музика, пример. Не сакам да ме разберат погрешно затоа што порталите, медиумите погрешно го толкуваат тоа. Ти им кажеш дека има кој да си пее српска музика, јас пеам македонска. Јас ако не го сакам татко ми или мајка ми или син ми, како ќе те сакам тебе? Не може никој да Значи ја мора да го сакам прво моето, па после имам место и за се друго. Ние мора да го негуваме она што е наше, тоа што нас не идентификува, тоа што ни е нас во душата, па потоа можеме да негуваме се, а особено во овие периоди, каде што имаме на вистина голем проблем на политички план со идентитетот. И ние треба да станеме цврсто.